Почитувани представници на власта, сметам дека е вака добра можност да продискутираме за ребалансот на буџетот и да отвориме неколку теми кои што сметам дека се од клучна важност за граѓаните на Република Македонија, да изанализираме некои бројки, да изанализираме одредени кратења, како и на крајот од денот да дадеме препораки за подобро функционирање, нешто што е суштина на нашето опозицијско делување, контра водењето на инатот на власта, не сакајќи да ги прифати добронамерните дискусии, добронамерните совети. Лично сметам дека вака концепираниот ребаланс на буџетот нема да ги даде одговорите на сите отворени прашања кои што ги има македонското општество, особено македонската фискална сфера. Ке продолжиме да одиме кон патот на амбисот, бројкиве кои што ги имаме сега ќе станат уште полоши, а сметам дека се она кое што ќе биде продуцирано од државните органи во однос на бројките и предвидувањата ќе биде тотално промашено. Рековме дека за првите 6 месеци од оваа година сме се задолжиле 1 милијарда евра. Каде се и дали помогна, тоа ќе оцени народот, а тоа можеме ние да го видиме преку мерливите критериуми кои што излегуваат секој ден, преку бројот на лица кои што се невработени, на кој начин галопирачки расте сиромаштијата во Република Македонија. Имаме зголемување на јавниот долг за 10,4% за една година, а растот на јавниот долг во времето од 2006 до 2016 година, каде што имавме две големи светски и европски должнички кризи и една државна силна политичка криза, порасна само 15,6%. Односно, да бидам попластичен, за 10 години 15,6%, а за една година 10%. СДСМ во овие години имаше 4 министри за финансии, почнувајќи од професорот кој што сега е иселен и оние негови идеи за прогресивни даноци, вакви, такви, па потоа враќање назад, некои чудни економски политики каде што не беа сватени ниту префатени од ниту еден чинител во стопанството. Понатака Зоран Заев едно време ќе ни држеше лекции како ќе се подобрела економијата и морам да признаам дека на вистина ни одржа лекција и ова е лекцијата која што тој човек најдобро знае да ја направи. Економски пропаст и амбис, потоа ја имавме Нина Ангеловска, потоа на крај е ова што сега е актуелно, тоа е министерот Бесими, кој што при првата недела од неговиот мандат не израдува со бројката дека 920 милиони евра сме во дефицит. Нормално се шалев дека не израдува, таква бројка никого не може да израдува. Имаме најголем буџетски дефицит од 93 година навака, веројатно тоа е оној одблесок кој што се најавуваше. Креираме викенди на ДДВ. Тоа го разговаравме на многу седници досега и тоа ќе го повторувам како пример кога власта треба да слуша што говори опозицијата, особено кога аргументите на опозицијата се базирани на факти и аргументи произнесени од бројките кои што ги продуцира самата власт. Креираме викенд на ДДВ без да го земеме во обзир фактот дека само по основ на ДДВ државата има прибрано 73 милиони евра, помалку успоредбено со минатата година, што значи дека граѓаните трошат помалку. За да утринава премиерот на владата Заев кажа сиромашен е народов, од предвидените 17 милиони евра што требаше да ги вратиме кон граѓаните, ќе вратиме само 1,5 милиони евра. Ако сакаат граѓаниве, можеме уште 2-3 викенда, ама најверојатно нема. Ова е како пазар политика, сега ако сакаат добро, ако неќат, тоа е тоа. Ние тука потрошивме денови и часови и објаснувавме дека ова луѓе така не бива, дека е добро да има таква мерка за да се помогне на граѓаните, ама не на начинот на кој што е концепирана. Така да понашто го кажал премиерот, јас ќе заклучам дека е една од низа на оние PR мерки кои што имаат вака за цел колку само да се продуцираат, а имаат нула импакт кон оние кои што треба да им помогнат, а тоа е народот на оваа држава. Народот нема пари, ама за тоа има поскапување.
Струјата поскапе за 7,4% во ек на кризата, што ако мултиплицирате по 12 месеци, вие добивате уште една сметка годишно плюс, а ако се земе во обзир дека одредени месеци имаат и покачена потрошувачка на електрична енергија, ќе добиете сума која што сериозно го оштетува месечниот и годишниот буџет на едно семејство со 2 просечни плати во Република Македонија. Потоа се покачи акцизата за горива, првиот пат само за нафтата во износ од 3,54 денари, а вториот пат на почетокот на здравствената криза за 3,54 денари за сите видови гориво. Најпесимистичка проекција има Меѓународниот монетарен фонд кој ни предвидува пат на економијата од 5,4%, потоа Светската банка 4,1%, додека нашето Министерство за финансии предвидува 4,4% наместо првично најавените 3,4%. Ама, знаејќи и колку ги бива за бројки, најверојатно власта ќе утне проекцијата и падот ќе е поголем од предвидениот. Страшен пораст на невработеност, околу 40.000 нови невработени лица. Намалувањето на работниците во секторите кои се на минималната плата е страшен ли во проценти споредбено со август 2020 и август 2019 во некои сектори е следен. Бројот на работници во индустријата е намален за 5,1%. Производството на тутунарските производи, таму работниците се намалени за 26%. Текстилот и облеката околу 7%, а кожа и производи од кожа за 16%. Ова се оние дејности кои што се на минималец и кои што се секогаш најпогодени од економската криза. Ова се бројки кои што се извадени од државни институции, а не се бројки кои што му текнале на Бојан Стојановски, Јован Јаулевски или другите пратеници од опозицијата која доаѓале навака. Тие се тие бројки. И од овие бројки бегање нема, заради тоа што јазикот на бројките го познаваат сите на овој свет. 1 милијарда и 20 милиони евра се офатени во 4 сета на мерки досега, насочени кон ревитализација на македонската економија, но и покрај тоа има пат на приходите од 12%, кои што покрај 3 сета кои што помина и беа концепирани значително за тоа, повторно не се оствари основната улога. Ако ние креираме 3 сета и трошиме 1 милијарда, значи тоа е отприлика половина од македонскиот буџет, за да ги зголемиме приходите, а ако тие се намалуваат за 12%, тоа значи дека луѓе ние нешто сериозно промашуваме или не е како што треба. И тоа треба да се каже, а мислам дека некој треба полека да почне да подготвува и одговорност и за здравството, и за финансиите. Нема ништо лошо во тоа да се каже луѓе ние пробавме, не успеавме, бројките се катастрофа, нека дојде некој што повеќе знае од нас, ако знае ќе не оправи сите, а ако не знае и од него ќе бараме оставка. На македонските граѓани им се потребни суштински решенија за суштинските проблеми кои што ги имаат, а не еднократни популистички мерки. За жал, наместо да се зголемат инвестициите во капиталните проекти, владата се обидува преку популистички краткорочни мерки кои немаат никаков ефект за економијата и граѓаните на среден и долг рок да креира една лажна слика. Ваквите погрешни економски политики на владата кои се концепирани за краток рок создаваат само обврски за сегашните и идните генерации без суштинско и одржливо подобрување на развојните перформанси на економијата. Не креираме ништо, а трошиме многу. Експертите на Меѓународниот монетарен фонд укажуваат дека дури и со социјалното дистанцирање и со сите овие мерки, можно е да се испорача висок раст на јавните инвестиции доколку владите ги превземат следните 4 чекори. Луѓето размислувале, експерти се и вака препорачале дека треба секоја држава да постави. Прво, инвестиции веднаш во одржување, преглед и рестартирање на ветувачки проекти што беа одложени во подготовката или спроведувањето. Тоа е она во насока што ви го говориме цело време, да се вратите во институциите, во општините, во министерствата и да побарате кои проекти се готови и за кои проекти може да се почнат постапките за да се воведат во градба и да почне да се гради. Забрзување и изработка на гасоводите, планирање на нови проекти веднаш, усогласени со очекуваниот посткризен период. Владата на Република Македонија предлага ребаланс на буџет кој навистина не ги одразува ниту препораките на ММФ, ниту на водечките светски економисти. Зошто сметам дека овој буџет е неразвоен и е лошо концепиран? Затоа што најголемото кратење
од 35% скоро бележи Министерството за транспорт и врски, односно двигателот на капиталните инвестиции во оваа држава. Па така патот 48,6% бележи програмата за економски развој, внимавајте, односно под програмата за инвестиции во железничка инфраструктура која се однесува на подобрување на железничката инфраструктура во коридорот 10 и изградба на новата пруга во коридорот 8, односно делница Куманово-Белјаковце и Белјаковце-Крива Паланка. Значи, еден од четирите столбови кои што ММФ и светските водички економисти го препорачуваат за кризата, ние тоа не го правиме, не вложуваме во капитални инвестиции, особено во градежништвото кое што има околу 27-8 сродни гранки кои што директно и индиректно растат со тоа, туку ете ние, паметните, економистите кои што генерираат дефицит од 8,5%, минус во БДП-то од 60,3%, велат дека тоа така не треба, ние ќе ги кратиме капиталните инвестиции, ама ќе даваме во картички. Тоа е оно изда економската лекција од оној најпаметниот кој што ја донесе државата до ова ниво. Само да подсетам дека во едно време во железничкиот сообраќај и во железничкиот сектор во оваа држава се набавија 6 нови модерни патнички возови, 4 современи електролокомотиви и 150 товарни вагони и така натака. Потоа кратење има од 82%, внимавајте, во подпрограмата 2L, проект за локални патишта за финансиска поддршка за 80 општини во Република Македонија за изградба на локални патишта и улици. Повторно кратиме од капиталните инвестиции, односно од единствениот сектор кој што ние го имаме, а кој што може да генерира економски раст. Под програмата за гасификација, тоа е третата точка на луѓево од ММФ што препорачуваат да се направи, е падната и е намалена за 43,3% повеќе од половина. Едно време беа криви трасите, па се правеше криминал, ама се градеа 3 автопати. 2 ги оставивме, едниот една година не можеше само да се расчисти автопатот и да се пушти, тоа повторно ќе кажам, го кажувам како вработен во Министерството за транспорт и врски, што имаше можност покрај министерот последниот од владата на ВМРО ДПМН, колку толку и да учествува барем во дел од овие проекти, се отпуштија луѓево, оној каде што нели беа криви трасите, па анекси од стотици милиони, па трасиве не се исправија, па до ден денес двајца министри се сменија, не се гради автопатот, не се способни луѓево да го завршат. Можеме сега да запалиме автомобил да поминеме од таму и ќе видиме колку и во кој момент се реализира и во колку проценти е завршен автопатот, па ја не знам, ако до сега биле тие криви траси, до сега ќе се исправеа. Ама тие траси ги градат една планетарна градежна компанија која што е несериозно да искриви траса во Кичево, Охрид, а гради велелепни автопати во една од најголемите светски економии, а тоа е Кина. Тоа на мене не ми е логично. Се испуштија луѓето, а подизведувачите кои беа доминантно македонски компании се оставија без работа или се однесени во стечај. На таа траса и на таа делница едно време имаше 1200 вработени и 500 машини и 6 или 7 македонски подизведувачи. Тоа значи дека граѓаните на Охрид, Струга, Македонски Брод, Кичево, па дури и други, од Скопје или од другите градови, кои што имаа знаења, беа ангажирани таму и земаа плата. Така се крева економијата, а сега и на тие 1200 граѓани, барем на малиот дел што останаа во оваа држава, тие картички ќе им завршат работа само еден месец. И тоа не е развојно размислување на економијата во Република Македонија. Тоа е, за жал, драги колеги, купи, ден, продај политика, која што е олицетворение на последните 3 години на водење на оваа држава. Исто така огромен пат бележи ставката за капитални инвестиции во Министерството за здравство. Околу 51,6% се кратат средствата за изградба на нови клинички центри во Скопје и во Штип. Клиничкиот центар во Ѓорче е оној кој што кога дојдовте, нели све беше пред тоа криминално, го преселивте од центарот на градот, кој што чинеше неколку пати поевтино, го преселивте во Ѓорче. Јас сум од Ѓорче Петров, 3 години слушам, не сега, утре, еве алокацијата, сега ќе ја градиме инфраструктурата. Луѓе таму, каде што е предвиден клиничкиот центар, има само еден убав пейзаж на природа, лопата не е фрлено 3 години. Ама за да биде перверзијата поголема, еве, истражував малку, на 2 септември на
вистина на емисијата само вистина, Венко Филипче повторно го вети, а месец дена подоцна, значи сега кога правиме ребаланс, ги кратиме средствата, а го ветуваме. Значи најголемиот проект, да ги фатевме овие 1 милиарда кои што сега ги земавме, а не знаеме кај се тотално исчезнати, никој нема ни ефект видено, а бројките вртогово паѓаат, да ги вложевме во клиничкиот центар, ќе можевме да генерираме доволен број на вработени и на гранти од економијата кои што ќе можеа да живеат и да бележат раст и колку толку ќе го спречевме овој вртогов пат на оваа економија. Во секторот образование, како што каже и колешката Мизрахи, во ставката за капитални инвестиции има пат од 27% за изградба и реконструкција на образовна инфраструктура, ама споредено со првиот ребаланс што го правевме годинава, значи помеѓу првиот и вториот ребаланс има пат од 20%, повторно за нешто кое што треба да се гради, да влезат пари во буџетот. Историски најмалку капитални инвестиции во постоењето на Република Македонија се забележуваат во 2018 и 2019 година, токму кога СДСМ е на власт. Еве ја вака посликовите да видите, тука се капиталните трошоци по проценти на бруто домашниот производ и сега ако речеме дека оваа година има ковид пандемија, во 2018 и 2019 немало. Значи за овие капитални инвестиции да се реализираат, треба луѓе да се седне да се работи. Треба да се видат министерствата, институциите, да се повикаат луѓето, да се видат проектите, каде може, што може. Ова значи дека елементарно неработење постои во институциите, нешто што го забележува цела држава. Значи, оној аргумент дека оваа година има пандемија, па еве 2018-19 немало. Историски најмалку капитални инвестиции се реализираат. Значи, повторно ќе кажам, бројки земени од кои што се искомуницирани од владени службеници, да не испадне после дека некој кажал или направил нешто што не е така. Во првите 8 месеци за 2020 година реализацијата на капиталните инвестиции е само 32,5% од првично планираните средства за 2020 година, што е полошо или од било која година, кога ќе споредите од 2009 до 2019 година. Намерно го земам овој диапазон од 2009 заради тоа што тогаш почна таа економска криза, со овие години кога вие сте власт, а тоа би се објаснило само со зборот катастрофа. За капитални инвестиции се крати, ама затоа пари за Министерството за политички систем и односи со заедниците мора да има. За тоа не смее да се скратат пари. Внимавајте, само во ова министерство и во ниедно друго не се крати од ниту една ставка, дури се зголемува во подпрограмата за соодветна и правична застапеност на заедниците и за плати и надоместоци. За се крати, ама за ова мора да има. Што значи, да бидам уште појасен, се крати за плати во здравството, ама во ова министерство не се крати. Ама нели прв заменик на председателот на владата па не е играчка, тоа е сега сериозна функција, па човекот ако не подпише тогаш многу сериозни работи во понатамошниот тек од држава нема да ги има. Како можеме ние да сме 920 милиони евра во дефицит, а да не се зголемат плати? Внимавајте во ова министерство, тоа е невозможно изда во оваа држава. За тоа министерство пари има, ама нема за бирото на развој на образованието, каде што за намена за развој на дигитални содржини се предвидени само, внимавајте, 71.000 денари. Значи во ек на пандемија кога учениците се дома, само 71.000 денари ние предвидуваме за таа намена. Се крати од јавниот сервис, а голем дел од учениците наставата треба да ја следат и преку јавниот сервис. Нели има нови програми? Па сега да ми објасните како ние сакаме тие програми да имаат поголем квалитет, а од друга страна ги кратиме парите за таа институција. Ако ни се децата најважни, треба тука да внимаваме да ги алоцираме парите, а не на некое друго место. Капитални инвестиции се кратат и во делот на градежништвото, но затоа износот за средства за невладени организации е задржан на високо ниво. Знаеме што значат невладините организации за оваа влада, па нели по ова функционира, еве министерот за правда беше едно време невладин, како што памтам, институт за некои европски интеграции, така имаше Павле беше невладин, Лидија Димова беше невладин, ама некако таа ситуација ги следи луѓе што се невладинава, што се власта. Едниот отиде за едно, другиот за проневера. Еве третата гледам, вчера го следев министерот за
корупција или така му е, тоест вице-премиерот, вика очекуваме оставка да си поднесе женава, до вчера таа беше невина, таа па се спротивставува, така да ќе гледаме уште една епизода од никогаш досадниот циклус на овие работи. Еве да потенцирам, согласно официјалните податоци на УЈП, во месец мај, понавака не знам, плата земале 30.000 граѓани помалку, споредено со почетокот на кризата. Македонија вртоглаво паѓа и на параметрите на сите меѓународни институции за економија. Уште малку, председателки, само да ја довршам мислата. Повеќе пари во овој буџет ќе се трошат за привремени вработувања, купување мебел, трансфери кон невладини организации и разни трансфери. Ова е накратко највпечатливо од ребалансот на буџетот, втор за годинава, за кој министерот за финансии Фатмир Бесими тврдеше дека се крателе непродуктивните расходи, односно расфрвањето на државните институции со народни пари. Тврдеше дека се намалуваат ставките за купување на мебел, стоки и услуги, набавки на возила, но ребалансот покажува дека за мебел на државните институции со буџет биле предвидени 1,5 милиони евра, ама сега со ребалансот рипнале на 2. Значи, ќе се потрошат дополнителни 500.000 евра за мебел. Понатака ставката за плати на администрацијата е приближно иста, но сепак расте таа за привремени вработувања. Ако првично беа планирани 2,4 милиони евра, сепак до крајот на годината ќе се потрошат 2,7, што значи 324.000 евра повеќе за привремени вработувања. И на крајот, најмногу пораснале трансферите кон невладини организации, така да ова е накратко сижето за приказната за ребалансот на буџетот за 2020 година. Тотално неразвоен и промашен како и се досега. Ви благодарам.